Добро вечер, вие сте со информативната емисија Дневник. Во неј вечером, меѓу другото, ќе слушате и ќе гледате. Во општина Кавадарци и општина Росовна се одржа презентација на ИПАР програмата која станува се попривлечна заради големиот број на средства што се нудат од државата и од Европската унија. Мноштво спортски настани, а на екипата на Клими МК и честитаме за тоа што ќе се пласира вечер во првата лига на футсал првенството во Македонија. Времето денојве за време на викендот ќе биде стабилно, а од понеделник и вторник повторно заладување и дожд. Одеме веднаш со најавата на прилозите што ги подготвивме за денеска. Рековме во општина Кавадарци, денеска се одржа презентација на ИПАР програмата. Ова тело од Министерството за земјоделие, шумарство и водостопанство на Република Македонија организира кампања со цел да се запознае со доближувањето на можностите за користење на средствата од ИПАР програмата. Еве го нашиот извештај кој го објавуваме во почетокот на емисијата. Во делот на ИПАР програмите, така да со отварањето на новите мерки на ИПАР програмата, 30 милиона евра се очекува да се искористат во делот на новата програма, што е еден момент многу битен и за нашите структури, готово за Теквишијата како град која што е земјоделски развиена, за да можеме да ги искористиме програмите. Ме радува фактот што досегашните резултати покажуваат дека постои интерес за ИПАРТ програмата и што има интереси за новата ИПАРТ 3 програма која што денес ќе презентираме, која низ вакви теренски активности ќе биде промовирана меѓу македонските земјоделци. Сметам дека ова е најдобар начин за да се запознаете со можностите кои што ги нуди програмата, зашто е важно секој расположив европски фонд, секој евро што ни се доделува од Европската унија да го искористиме за подобрување на нашето земјоделие. Нашата цел е да возможиме на македонските производители да ги користат овие неповратни средства од Европската унија за поддршка, што на таков начин што поголем број од вас ќе учествуваат во ова и ќе бидат поконкурентни да постигнат одржлив бизнис во земјоделскиот сектор. Поддршката од ИПАРТ е голем поттик за нашето земјоделство, а резултатите секогаш се гледаат на терен, преку трактори, машини, опрема, фарми, кои го модернизираат своето производство, токму благодарение на оваа ИПАРТ програма. Она што сакам да го нагласам, презентацијата ќе ја направат колегите од Министерството за земјоделие детално, но може да се пофалиме дека сме препознаени како лидери во нашиот регион по искористеност на средствата од ИПАРТ 2 програмата, од досегашната ИПАРТ програма, со висок процент од искористеност од 98%. Затоа, бидејќи искористивме 98%, заслужено сме наградени од страна на Европската унија со дополнителни 62% неповратна ЕУ поддршка за новата ИПАРТ 3 програма од 21 до 27 година. Тоа значи дека покрај 30 милиони за оваа мерка, за една од мерките, вкупно се 97 милиони евра европски средства на располагање за нови инвестиции, развој и модернизација на македонското земјоделство. Ова е навистина нова страница у развојот на земјоделството, што треба да го зголеми извозот на македонските земјоделски производи на пазарот на ЕУ и да ни даде добра основа за многу повеќе и поголеми структурни европски фондови, што ги носи членството во Европската унија. Ова е потврда и најсилен доказ зошто сме и зошто треба да останеме на овој европски пат. Вие сте тие кои треба да бидете најголеми поддржувачи на интеграцијата на ЕУ, бидејќи најголеми придобивки и можности се нудат во преку европската земјоделска политика. И пристапот на тој пазар, и регистрацијата и заштитување на земјоделските производи, дури и оние кои се веќе регистрирани и заштитени со национални ознаки на потекло, географско потекло и гарантиран традиционален специјалитет. Пристап до значаен дел од фондовите на Европската унија, земјоделската политика на ЕУ е една од најбогатите и најуспешните, отворен пазар за произведената македонска храна и подобар квалитет, безбедност и хигиена. Тоа е целта на ИПАРТ. ИПАРТ е нашата успешна приказна и подготвени сме да ја продолжиме
успешно како и до сега, реков со 98% како никаде во регионот искористеност, да искористиме уште повеќе и наредната рамка. Ја би сакал да ви кажам да не бидеме скромни. Она што е наша природна придобивка, тоа е лозарството и винарството и овощарството и се друго, во многу поголем износ, овој ИПАР 3 до €1.000.000, значи со 65% финансирање од овие средства, ќе го кажат сега презентерите, да ние овде тие природни предности ги искористиме во натамошен развој на лозарство, во натамошен развој на семените винари и од семени во правни лица и да се успешно остварува и приказната со винскиот туризам, што е многу атрактивно како дестинација Тиквешкиот регион. Тоа сакам да го потенцирам и очекувам и се нудам како застапништво по однос на целокупната процедура и не еднаш, ако треба и 3-4 пати ќе дојдат представниците од Секретаријатот за европски прашања и од Министерството за презентација на ова, што по-блиско, по-конкретно да ги доближиме условите за помагање за поголем број од кавадарци и тиквишијата да си остварат средства од ова предпристапна помош за земјоделството. Благодарам. Имајќи предвид дека се наоѓаме во еден специфичен период на затварање на ИПАР 2 програмата, од која што имаме уште еден повик, и од истовремено отварање на ИПАР 3 програмата со нов повик за 2 мерки. Од тие причини, целта на денешната презентација е да ве запознаеме што нудат мерката 3, односно последниот 9-ти повик од ИПАР 2 програмата, и првиот повик за мерката 1 и 7, деталите комплетни за сите мерки, што е можно да се финансира, кои се максималните износи и кои се условите што вие треба да ги исполните за да конкурирате. Значи, мерката 3 е наменета за инвестиции во основни средства за преработка и маркетинг на земјоделски и рибни производи. Таа ќе биде финансирана од ИПАР 2 програмата, тоа ќе биде последниот повик. Мерката 1 инвестиции во примарно производство и мерката 7 диверзификација на фарми и развој на бизниси, тие ќе бидат објавени од ИПАР 3 програмата. Предходната најава и за двата јавни повици е веќе објавена од страна на Агенцијата за финансиска поддршка за земјоделство и рурален развој и искрено очекуваме дека некаде кон крајот на месец јуни или во месец јуни овие два повика ќе се објават, што ќе следува период од 45 дена со можност за дополнителни 15 дена, во кое време вие ќе може да ги поднесете апликациите, односно да поднесете барања за користење на средствата од ИПАР. Ова кампања за користење на средствата од ИПАР програмата се одржа денеска претпладне и во Росман. Еви го нашот извештај од таму. Денеска во општина Росоман, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство преку телото за управување со ИПАР програмата организираше промотивна кампања за запознавање и доближување на можностите за користење на средствата од ИПАР програмата. И тоа како да се искористат средствата за инвестиции преку Европскиот ИПАР фонд. На трибината говореше градоначалникот на општина Росоман Стојан Николов, раководителот на телото за управување со ИПАР Живко Брајковски и представници на платежната агенција. Денес во соработка со Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство преку телото за управување со ИПАР започнуваме во Росман со промотивна кампања за запознавање и доближување до ИПАР 3 на сите оние кои што сакаат да искористат средства од ИПАР 3. Денес овде пред вас ќе бидат испрезентирани неколку мерки. Мерка 1 која што се однесува на инвестиции за основни средства на земјоделски стопанства. Мерка 3 која што е од ИПАР 2, а која што се однесува на инвестиции во основни средства за преработка и маркетинг на земјоделски производи. Мерка 7 која што се однесува на диверзификација на фарми и развој на бизниси во рурални средини и се она што е поврзано со овие мерки. Она што особено е важно и за нас и пред малку разговаравме е тоа што во ИПАР 3 има средства и за општините кои што ќе можеме да ги искористиме за обновливи извори на енергија, за изградба на локална патна инфраструктура, водоводи и слично. Но исто така со оглед на висината на ИПАР 3 околу 97 милиони, сметам дека
е можност за секој еден кој што се занимава со земјоделие, за секој еден кој што е тука, но и за секој еден кој што може и има можност да го искористи ИПАРДот. Со ИПАРД 3 ќе допринесеме за модернизација и уште поголем развој на земјоделието во Македонија. Ние како општина, во соработка со Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, ви стоиме на располагање и во иднина, и за апликации, и за се она што е поврзано со ИПАРДот, да ви помогнеме за да можете да ги искористите ИПАРД средствата. Знаете вие сите дека Министерството е наш докажан партнер, не само со програмите кои што ги нуди земјоделието, туку и сите бевте сведоци на обештетувањето кое што се случи во општина Росово. Затоа нема да должам многу, ќе ги оставам луѓето да ви објаснат, но во иднина за се што ви треба можете слободно да се обратите во општина Росово. Како што спомна и градоначалникот, целта на оваа информативна кампања која ќе трае некаде месец и пол дена и на која ќе се посетат околу 50 на населени места на слични средби како ова, целта на информативната кампања е малку специфична со оглед на тоа што се наоѓаме во еден специфичен период, односно сме пред затварање на ИПАРД 2 програмата, односно пред отварање или почеток на ИПАРД 3 програмата. Поради тоа, некаде до крајот на јуни месец оваа година, очекуваме да бидат истовремено објавени два јавни повици. И тоа е еден јавен повик за мерка 3 по ИПАРД 2 програмата, значи последниот, 9-ти јавен повик од ИПАРД 2 програмата, после тоа веќе нема да има повици од таа програма, пошто и онака ги искористивме, односно се договорени речиси сите средства, и ќе го започнеме првиот повик, односно официјално ќе отвориме ИПАРД 3 програмата, која ќе трае се до 2030 година од прилика. А Кавадарци во градскиот парк денеска доби одлично, прекрасно место за рекреација на најмладите. Истото беше и официјално пуштено во работа, повод да поразговараме и со Митко Јанчев, градоначалник на општина Кавадарци. Во градскиот парк, во срцето на прекрасната природа, од денеска за најмладите во Кавадарци е достапен гимнастичко-моторички парк. Градоначалникот Митко Јанчев посака долго да се користи ова катче од најмладите и нагласи дека вложувањето во инфраструктура за нив ќе продолжи во наредниот период. За прв пат општина Кавадарци во самиот градски парк добива гимнастичко, рекреативен спортски парк, моторички парк, каде што, гледаме како најмладите се забавуваат. Ова значи дека општина Кавадарци можноста за рекреација на дечињата и можноста во делот на нивното реедуцирање и спортување се зголемува на повисоко ниво. Меѓу ретките општини кои што има моторички парк. Моторичкиот парк е со вредност од 3 милиона денари, кој што е прв пат ги во општината. Многу атрактивна работа, така предизвикувачки за децата и мислам дека ќе биде многу посетен, поготово што е во градскиот парк. Исто во делот на забавниот парк за играње на децата, кај што ги имаме повеќе реквизити кои што сега сме ги немале како реквизити, и во делот на склопот на сето овој парк направен е и парк за миленици, односно игралиште за миленици, така да оние родители кои што доаѓаат со своите миленици можат во тој затворен простор да ги остават да се рекреираат и нивните миленичиња, али пред се задоволство на наша страна што е во општина Кавадарци успеа за прв пат да има еден ваков парк од повеќе намени во самиот градски парк во општина Кавадарци. Целокупната инвестиција е повеќе од 6 милиона денари и мислам дека не мора да станеме тука. Малото немаме веќе нешто што може да го имаме, а да не го имплементираме во општина Кавадарци. Приоритетни се најмладите, дечињата, оние кои што најмногу знаат да се радуваат на овие работи и да уживаат заедно со нивните родители. Радоста кај нив денеска е огромна, се гледа на секој дел како се забавуваат низ игра, меѓутоа тука ќе упатиме апел до повозрастните да го чуваат ова, бидејќи е од голема радост на најмалите. Така, значи ова треба да ни биде една наша урбана опрема, да речеме, кај што најмладите ќе се забавуваат и ќе се дружат, ќе се социализираат, ќе ги поминуваат убавите моменти на повеќе начини, со повеќе реквизити, меѓутоа за повозрастните и за повозрастните тинејџери, еден апел да
ова е наша урбана опрема, ова е имот на сите граѓани на општина Кавадаци да биде што повеќе сочуван, а општина Кавадаци заедно со своите сектори ќе се труди ова да го негува, одржува и да биде во функција за повеќе години. Советот на општина Кавадарци секогаш несебично ги поддржува проектите кои се наменети за деца. Кога ние бевме деца, немаше вакви услови. Навистина е прекрасно и многу сум радосна кога го гледам насмевките и джагорот на детските лица и како се радуваат и како вежбаат и си го прават детството уште подобро. Се надевам дека ние сме меѓу една од најдобрите општини која што поведува посебно внимание за децата, како што беше претходно сега минатата недела што го изгласавме на совет бесплатниот оброк. Вакви игралишта и има многу во нашиот град, а ќе работиме на тоа што повеќе да има се во интерес на нашите деца, за и да имат безгришно и здраво детство. Кога станува збор за децата, за немладите, целиот совет едногласно ги донесува овие одлуки, затоа што станува збор сепак за нашите најмили во општина Кавадарци. Еве овој гимнастичко-моторички парк, кој што е прекрасно направен. Го гледаме джагорот на децата, нивната радост и ги охрабрувам сите родители да дојдат овде со своите деца, да поминат малку време заедно, да се дружат меѓу себе и да го искористат она што го нуди општина Кавадарци како услови во кои што можат децата да уживаат. Токму најмладите денеска на официјалното пуштање во функција беа најрадосни. Уживаа во играта и забавата, исполнети со адреналин. Убаво е на паркот овде? Да. Што најмногу ти се допаѓа овде? На трамболинта. Што ти се допаѓа на овој парк? Трамболинта е убава. Дали убаво се чувствуваш на овој парк? Па да. Што најмногу ти се допаѓа овде? Па дека има нови луки. Ми се допаѓа сите играчки, е многу убаво. Ке дојдам пак затоа што многу е убаво овде. Многу е убаво овдека, сите играчки ми се убави, пак ќе дојдам. Убаво е, најубаво! Ке дојдеш пак на игра? Ке дојдам! Ставниче, добар ден. Колку едно вакво катче му е потребно на Кавадарци? Вакво катче и повеќе качиња, значи прекрасна, бидејќи природата во паркот е прекрасна, самата атмосфера и називот Адреналински парк. Многу се среќни децата овдека, сите се забавуваат на свој начин, се рекреираат. Дали ова значи дека може во текот на учебната година да доаѓате и на час по физичко и здравствено воспитување? Да, моја пракса, значи јас еднаш во неделата обавезно, бидејќи сум наставник по физичко во Страшо Пинџур. Блиска ми е локацијата, значи можам за еден школски час да дојдам и да ги вратам дечињата. Градоначалникот Јанчев ја имаше можноста да поразговара со најмладите и за другите проекти кои ги реализира општината за нив. Децата беа искрени дека им се допаѓа оброкот што го добиваат на училиште. Прашаа кога ќе биде отворена зоолошка градина. Добија ветување од градоначалникот дека наскоро градот ќе добие и такво катче. Јавното предпријатие Комуналец Кавадарци пак денес започна со асфалтирање на прокопите направени при отстранување на разни дефекти при водоводна или канализациона линија на повеќе локации во градот. Со цел поголема безбедност во сообраќајот за сите учесници, службите на општина Кавадарци преземаат соодветни мерки, односно се поставуваат пластични столпчиња на повеќе локации со цел да се обележат таквите површини. Одеме со уште една вест утринава во 6:40 часот во СВР Велес од Македонски железници било пријавено дека во близина на Градско возот кој сообраќај на релацијата Гевгелија Скопје удрил во ФС 62 години од Градско. Од добиените повреди ФС починал, а смрт констатирал лекар на итната медицинска помош, соопшти полицијата. Увид на екипот СВР Велес извршил увид на местото на злосторството, односно на смртта, со присуство на јавен обвинител, по чија наредба телото на починатиот било предадено на обдукција. Вест со дневникот, одеме со уште една вест која мислам ќе делува поволно. Исплатата на паричниот додаток за енергенци од 1203 денари ќе продолжи да се исплаќа од месец октомври, велат во Министерството за труд и социјална политика на Македонија.
Во однос на информациите изнесени во јавноста за намалување на износот на паричните права од социјална и детска заштита, Министерството за труд и социјална политика ја известува јавноста дека исплатата на паричниот додаток заради покривање на дел од трошоците за потрошувачка на енергенси во домакинството, за корисници на гарантирана минимална помош и право на социјална сигурност за стари лица, престанува со исплатата за месец март. Имено овие корисници го добиваат овој додаток во висина од 1203 денари, согласно последното усогласување во јануари годинава, заради покривање на дел од трошоците за потрошувачка на енергенси за месеците од октомври до март, согласно Законот за социјалната заштита. Со оглед дека во тек е исплата на паричните права од социјална и детска заштита за месец април, престанува правото на паричниот додаток заради покривање на дел од трошоците за потрошувачка на енергенси во домакинството, а истото ќе продолжи да се остварува од месец октомври годинава, стои во соопштението од Министерството за труд и социјална политика. Од другите информации што ги добиваме преку размената, емитуваме. Димитар Ковачевски, премиерот на владата, денеска имаше опраќање по повод 30 годишнината од датумот кога Македонија беше примена во Обединетите нации. In his admission speech delivered in Macedonian language in the General Assembly Hall, our president, Mr. Kiro Gligorov, said that the admission into the international family of nations was an act by which justice triumphs. All these years, the Republic of North Macedonia has acted responsibly as a country that understands global processes and upholds the principles of international law and good neighborliness. North Macedonia has endured many difficult moments, but thanks to the wisdom of its citizens and reasonable policies and leadership of its politicians, it has successfully overcome all challenges and temptations along the road. We have taken an abundance of difficult decisions during the last 30 years. Difficult but imaginative and courageous choices enabled us to become a NATO member country and begin accession negotiations with the European Union with a protected and recognized Macedonian language, identity and culture. From a country that hosted peacekeeping missions 30 years ago, we are now a factor of stability and hosts of international negotiations in our country. This has been done because we built on the experience and leadership and the vision of the politicians and diplomats which I mentioned previously. Today with us, we have the younger generations of ministers and diplomats, Minister Osmani, who showed a great level of concentration and knowledge during our negotiations with the European Union and neighboring Bulgaria during last year, Ambassador Popov, who is the new coming generation but experienced diplomat, and with which type of diplomats and ministers we are sure that we will continue this road of successful diplomacy which we practiced from the first day of our independence. The signed Ohrid and Prespa agreement, as well as the good neighborhood agreement, are a confirmation of the permanent commitment to pave the way for the current and future development of the country through open dialogue. Our country, North Macedonia, has a special brand of diplomacy shown through constructive dialogue to resolve open issues. And all of these issues were identity issues. If there is a place on earth where there is a proof that diplomacy works to resolve identity issues, then this is North Macedonia. Additionally, as chair of OSCE for 2023, our country promotes these core principles which sustainably stem from the United Nations Charter and the reaffirmation of which is now more necessary than ever before. We strongly believe in the United Nations and its values. We strongly believe
in our joint potential to promote inclusive, effective, and sustainable global governance based on the rules and principles of international law. 30 years ago and today, our ambitions still remain the same. Respect for human rights and fundamental freedoms, democracy and economic development, and resolving common issues concerning our planet. Dear friends, as we are all gathered here today in this landmark building on East River to celebrate the 30 years of our membership to the United Nations, I invite you to also take a look at the exhibition which was jointly put together by the National Archive of our country and the Ministry of Foreign Affairs, and that showcases those moments of trials, turbulences, and successes of our country. I thank you once again for joining us tonight and look forward to the next 30 years of joint work and partnership. As they are saying, the first 100 years are the tough ones, but they also say that God gives the hardest tasks to the ones which can bear the most. Thank you very much for being with us. Од ВМРО ДПМН лиферува соопштение во кое велат Ковачевски да прифати ТВ дебата за да го објасни штетниот договор за коридорите. Димитар Ковачевски мора да ја прифати понудата на председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски за ТВ дуел посветен на договорот за коридорите. Народот е ужаснат од фактот дека се крие договор кој што за само 2 месеци ги чини 300 милиони евра, а лопата не е фрлена. Народот чисто пари се фрлаат мора да ги знае фактите. Толкав договор не смее да се сокрие. Договорот со толку штетни клаузули не може да остане сокриен од народот. Димитар Ковачевски мора да престане да бега и мора да се соочи со фактите јавно на телевизиски дуел. Ковачевски мора да го прифати повикот за јавен ТВ дуел од Христијан Мицковски на било која телевизија која што тој ќе ја избере. Јавна покана за ТВ соочување за македонските граѓани да ги видат фактите за договорот за дел од коридорите 8 и 10Д, да видат граѓаните како се трошат народните пари, а штом од Ковачевски доаѓаат фалби за него дека тој договор е добар, нема потреба Ковачевски да бега. Нека излезе Ковачевски пред јавноста да дебатира и да образложи како и зошто е постигнат таков штетен договор за изградба на коридорите. Зошто Македонија е ставена во подредена позиција да плаќа пенали и стотици милиони евра на непочнати автопати. Да каже зошто бил склучен штетен договор на непостоечки закони кои што предизвикуваат штета на државата и на буџетот, кои што се полни од македонските даночни обврзници. Нека излезе на дуел и се нека си каже. Па народот сам нека процени кој е крадецот, а кој е кошничарот, односно дали се работи за историски проект или за историска плячка. Ако се е честно, нека не се крие. Ковачевски, ако има трошка доблест, не смее да го одбие повикот за дебата посветена само на договорот. Не за дебаклите во другите области, ако Ковачевски сака да бега од нив. Ако Ковачевски одбие, тоа ќе биде уште еден кукавички чин на човек фатен во злодело. Одбивањето на дуел ќе значи и признание дека договорот е дотолку лош што Ковачевски не може да го одбрани. Одбивањето на дуел ќе значи и признание дека е направена огромна плячка на народот. Ковачевски, собери вистинска храброст или престани лажно да се фалиш со неа надвор. А од ЦЛСБ пак имаме информација дека, цитираме на ВМРО ДПМН, поважно му е да шири лаги и хистерија отколкото се разгледува договорот за коридорите од оваа партија, истакнуваат. Иако сметам дека веќе во ова време, ова прашање треба да го патите до пратеничката група на ВМРО ДПМН, бидејќи јасно беше кажано, значи имаше координација, нашиот став јавно беше кажан и координаторот на претеничката група имаше прес, нашата партија јавно го кажа ставот, но пред се ние како претеници го кажавме јасно ставот изразен преку нашиот координатор. А тоа е дека претениците на ВМРО ДПМН, бидејќи тие барат, иако го имаат договорот од така наречени свиркачи, го бараат на уви договорот, да определат на која комисија сакаат да биде разгледуван истиот.
Во моментот кога ќе определат и ќе кажат на која комисија ќе биде разгледуван договорот, веднаш комисијата ќе биде свикана и ќе се разгледува договорот, но секако согласно процедурата и постапката за разгледување на таков тип на договори. И навистина и нас не ни е јасно зошто се одолговлекува, но единствено логично објаснување дека всушност нив и не им е толку важно, бидејќи договорот веќе го имаат и знаат, и не им е важно да се одржи таква седница на кој што ќе можат согласно процедурите и постапките да го видат договорот, туку им е важно да шират лаги, манипулации, да едноставно искривуваат работи, вадат делови од договорот, ги искривуваат само за да договорот не биде реализиран или пак да биде реализиран, но со што поголеми штети по македонските граѓани. И тоа е нешто што е толку веќе очигледно, бидејќи да беа заинтересирани на вистина за содржината на договорот и да видат дали нешто таму има штетно, тогаш час поскоро веднаш ќе каже на која комисија сака да биде разгледуван. Но како што гледате нема ништо од тоа, а се продолжува со ширење на лаги и манипулации околу договорот. Договорот ќе се реализира, договорот не е штетен, договорот ќе биде мониториран и македонските граѓани овој најзначаен проект ќе го видат светлото на денот на овој најзначаен проект во нашата историја како независна држава. Одиме со една вест од образованието во рамките на интернационалниот проект во кој учествуваат Македонија и Турција. Вчера во основното општинско училиште Димката Габрот во Кавадарци се одржа сертифицирана обука за корисници на микробит и сценарио на час. Ова обука беше одржана од специјалисти од Турција. Корица, кажете ли за каков проект се работи? Се работи за соработка помеѓу нашето училиште како единствено од нашата земја и училиште за средно стручно образование од Анкара, Република Турција. Значи имаме гостин денес, професор доктор Селџук Јусуф Арслан, кој што е добитник на Global Teacher Award, најпопуларен професор во Турција, така и ќе имаме многу бенефит за нашето училиште, како што гледате, значи нашето училиште беше под реконструкција со многу нова опрема и се надевам дека со ова обука нашите наставници и со донацијата на многу микробити и опрема за роботика, нашите ученици ќе бидат број 1 во информатичко-технолошките информатичката технологија, како и сите наставнички опфатени од 1 до 9 оделение, затоа што микробитот може да се применува во секој оделение. Добро, можеме и сега да чуеме за каков проект се работи. Thank you for this opportunity. My name is Selçuk Yusuf Arslan. Така, професор доктор Селџук се представи и кажа дека тој долго време работи и е соработник и на Соединетите Американски држави, како и на Обединетото кралство, и дека овој проект, кој што е заеднички проект, Code for SDGs, ќе биде со голем бенефит за нашите професори, како нешто уникатно кое што пробуваме и да го воведеме во нашата земја, почнувајќи од Кавадарци и од нашето училиште. Дали во Турција живее овој проект? Yes, I run 4 different workshops. Да, веќе проектот е во оптек во Република Турција. Тој веќе има одржано 4 различни работилници, обучени се над 100 наставници, има 25 различни сценарија во однос на училишни сценарија во однос на проектот и секако дека целта е да ги некако модифицираме или да го облажиме влијанието на социјалните мрежи, секако со нешто добро, со одржливост, зелена околина и користење на микробитите во наставата. Како учениците ќе примат оваа работа? Како ја примија кај вас? Yes, they love it. Учениците ја обожаваат ова работа затоа што резултатот кога кодират, значи ова е наменето за ученици кои што започнуваат со кодирање и резултатот кога кодираат го гледаат во истиот момент со помош на тие уреди, значи микробитите и меѓутоа генерално обуката е наменета за наставници затоа што преку наставниците, нели, се пренесува знаењето, апсолутно да, и тоа е нашата цел да постигнеме едно глобално ниво. We organize
a competition. После обуката ќе организираме надпревар помеѓу проектите од Македонија и од Турција и се надеваме на успех дека ќе имаме што повеќе проекти и надпреварот да биде успешен. А во библиотеката Феткин денеска беше одбележан денот на македонскиот јазик 5 мај. По повод 5 мај, денот на македонскиот јазик, библиотека Феткин организираше настан со кој што го одбележа празникот. Директорот на библиотеката Петар Гурев ги пречека дечињата од големата група од објектот Сонце при детска градинка Рада Поцева. Пред дечињата Гурев укажа на важноста од почитување и негување на македонскиот јазик, а потоа му прочита приказни за кириличните букви, македонски народни приказни и приказни за македонските домашни животни. Ден на македонскиот јазик е празник од работен карактер кој се празнува на 5 мај во Македонија. Истиот е прогласен во чест на 5 мај 1945 година, кога владата на Народна република Македонија ја усвоила азбуката на македонскиот јазик како официјално писмо. Денот 5 мај е прогласен за Ден на македонскиот јазик на 130-та седница на владата одржана на 16 април 2019 година. Јазикот е најсилно обележие на една нација, затоа треба да се укаже на неговото значење уште од најрана возраст, рече директорот на библиотеката Петар Гурев. Култура, најавуваме изложба на графики на Иван Мегленов. Изложбата е насловена како носталгија и составена од материјал со ситопечат графика. Утре вечер, сабота на 6 мај од 20 часот во галеријата при Домот на културата Иван Мазов Климе од Кавадарци ќе биде отворена изложба на графики на Иван Мегленов од Скопје, насловена како Носталгија. За авторот ова е прва самостојна изложба во Кавадарци, градот од кој потекнува тој и неговото семејство. Инаку Иван Мегленов е роден во Скопје на 7 август 1996 година. Дипломира на Факултетот за ликовни уметности во Скопје во 2019 година на одсекот графика, паралелно студирајќи на Академијата за визуелни уметности при Џолев и уметностите, каде ја стекнува дипломата за најперспективен студент. Изложбата Носталгија е составена од серијал ситопечат графики, кои се интерпретација на спомените на авторот, артефакти од блиското минато, чија функционалност е излишна или заборавена, но имаат оставено трага на нас и од голема емоционална вредност. Графиките ја прикажуваат емотивната врска со сеќавањата на детството и раната младост на авторот. Стилот на нивната изработка потсетува на едно убаво поминато време и буди носталгија за истото. Одиме со спортска информација, најавуваме во пето главно настани што не се одржуваат овој викенд и денеска. На почетокот информација дека паѓа одлуката кој ќе биде ракометен шампион на Македонија. Утре во Битола Еврофарм Пелистер го пречекува Вардар. Во недела ќе играат Еврофарм Пелистер 2 и нашиот прволигаш ГРК Тиквеш 2014. По репрезентативната пауза продолжуваат ракометните возбудувања во македонскиот ракомет. На програмата се средбите од 12-тото коло, во кое може да падне и одлуката околу шампионот за оваа сезона. Имено утре во Битола ќе се одигра големото дерби помеѓу Еврофарм Пелистер и Вардар. Во вториот утрешен надпревар ќе се сретнат Бутел и Алкалоид. Во недела Охрид го пречекува Пролет, а ракометарите на Тиквеш ќе има тешко гостување во Битола кај вториот тим на Еврофарм Пелистер. Во плејаут групата утре се среќаваат Струга Вардар Неготино, Скопје Куманово и Радовиш Голден Арт, додека во недела ќе играат Прилеп и Јуниор Кисела Вода. Од кошарката имаме информација дека мајсторки ќе одлучуваат за трите места во кошаркарското финале во Македонија. Нашите кошаркари МКК Евроника 2005 ќе се обидат со нов брейк против ТФТ да обезбедат место меѓу четирите најдобри екипи во државата. Во македонската машка кошарка познат е само еден полуфиналист. Тоа е екипата на МЗТ која експресно со 2-0 го совлада Кожуп. На останатите 3 четвртфинални дуели викендов ќе се играат мајсторките, а паровите се Гостива Работнички, ТФТ Евроникел и Пелистер Феникс.
Во оваа фаза се игра на две добиени средби. Познати се и учесниците во финалето во женска конкуренција, откако вчера во петиот полуфинален надпревар Бадел ја совлада Струга со 56-53. Финалето ќе стартува на 10 мај, а Баскеткам ќе има предноста на домашниот терен. И за фудбалот на крајот, обично на почетокот, меѓутоа за сега на крајот, има и зошто ГФК Тиквеш патува за Струмица на Мегдан со Академија Пандев. Кавадарчани играат очајно оваа пролет, а струмичани се обидуваат да изборат опстанок во елитното друштво на првата најквалитетна фудбалска лига. Финишираат фудбалските лиги во Македонија. Второлигашите утре ќе ги одиграат средбите од 28-то коло во кое се срекаваат Кожук Беласица, Вардар Тетекс, Аресими Слога, Пелистер Пехчево, Караорман Саса, Борец Беса, Плачковица Гостивар и Охрид Воска. Прволигашите во недела ќе го одиграат 31-то коло, а се срекаваат Работнички Брегалница, Струга Тримлум Силекс, Македонија Џочо Петро Победа и Шкендијаш Купи, а екипата на ГФК Тиквеш ќе има тешко гостување во Струмица кај екипата на Академија Пандев, која грчевито се бори за опстанок. Во третата лига Југ ќе се одигра 21-то коло. Вардар во Неготино е фаворит во дуелот со Бучин. Локомотива во Градско го пречекува големо Конјари. Росоман е домакин на Превалец, а Марена гостува во Лажани, кај Слога. Во Крушево, Питугули ќе го пречека тимот на Младост од Кривогаштани. На крајот неколку збора за времето, ќе се задржи сончево и топло со мала до умерена облачност, ќе дува слаб до умерен ветер на северен правец, температурата ќе се движи до 24 степени, значи релативно топло. Од понеделник, вторник се очекува нестабилно со поројан дожд и грмежи, ќе биде така на повеќе места во државата и во Кавадарци. Главно, значи, следува еден период на променливо облачно и посвежо време со повремени врнежи од дожд. И тоа било се во оваа информативна емисија. Пријатно со нашата програма.